Нерешениот правен статус и проблемот со функционирањето воопшто на местната и урбаната заедница дополнително ја отежнува партиципацијата на жената во носењето на локални политики. Вака констатира од Центарот на заедницата во Струмица, кој неодамна ја реализира обуката "Разбирање на родовата компонента во демократските општества", кој имаше за цел да го поттикне учеството на жените во креирањето локални политики. Горан Сачевски од Центарот тврди дека и понатаму главен збор по местните и урбаните заедници го има мажот, но според него важно е жените да бидат активни во расправите, давањето предлози пред се за функционирањето на самата заедница. Анализите покажуваат дека приматот сепак го имаат повеќе мажите, не навлегувајќи подетално во анализи и во бројки, она кој што можем да го кажеме од практиката, односно претходно организирани форуми, отворени денови, јавни дебати, јавни собири. Поентата е што секогаш се запазува вклучувањето на жената, односно тие некои 50% па дури и поголем број на проценти на жени вклучени на тие настани кои што се различни модели на партиципативно одлучување, но поентата е колку од тие жени кои дошле на тие настани, кои што условно кажано ги искористиле тие модели на партиципација, ефективно биле вклучени, бидејќи едно е да имаме 70% жени, 30 мажи на еден настан, а друго е колку од тие 70% жени биле активно вклучени со предлози, со коментари, во дискусијата, во давањето на соодветни решенија, давање на соодветни други начини и механизми на решавање на проблемите, што значи поентата е тоа да се смени, не да биде процентуално 50-50, туку од тие 50 колку да биде зголемен процентот на ефективно вклучување. Проектот Жените во партиципативното креирање на локалните политики е финансиски помогнат од општина Струмица преку Г1 програмот од буџетот на општината за оваа година, а се имплементира во партнерство со Сдруженијето за напредување на родовата еднаквост, родова перспектива од Струмица.